Нашата позиција е дека секој народ има право самостојно да определи својата иднина и да живее во мир и безбедност. Во време кога европскиот континент се соочува со сериозни безбедносни предизвици, особено е важно да се почитуваат правата на народите, меѓународното право, како и аспирациите на секоја држава да се ги одбира сојузниците, партнерите и својата перспектива. Македонија е солидарна со украинскиот народ, го сметаме украинскиот народ за братски народ, но исто така го сметаме украинскиот народ за нераскинлив дел од мозаикот на европските народи. Нашата поддршка не е само политичка, таа е пред се човечка и поддршката не е само дипломатска, таа е и материјална и морална и со се она што можеме како држава во рамките на нашите капацитети да го пружиме на Украина во денешните услови. Свесни сме за последиците што војната ги остава пред се врз Украина како држава и луѓето кои што ги поднесуваат тие жртви секојдневно, но исто така свесни сме и за геополитичкиот момент и за тоа дека ова агресија врз Украина е исто така и агресија врз европската архитектура на мир и безбедност. Денес, 24 август, Украина го одбележува својот најголем државен празник, обновување на Денот на независноста. На 24 август 1991 година Верховната Рада, продолжувајќи ја 1000-годишната традиција на градење државност во Украина и спроведувајќи ја декларацијата за државниот суверенитет на Украина, ја прогласи независноста на Украина. Независноста и слободата за украинците од секогаш били темелни вредности што ги поттикнували на борба и им давали сила да го зачуваат својот идентитет во времењата без собствена држава. За време на воената агресија на РФ против Украина, сила ни дава поддршката од нашите земји и партнери, кои и обезбедуваат на Украина воена, финансиска, хуманитарна помош, како и поддршка во создавањето и функционирањето на специјалниот трибунал за кривичното дело агресија на РФ против Украина. Кога една држава ќе биде нападната, првото прашање што треба да си го поставиме не е дали сме доволно близко до неа, туку дали сме подготвени да застанеме за принципите врз кои се темели меѓународниот поредок. За Македонија одговорот на ова прашање е многу јасен. Нашето собрание на 3 март 2022 година ја усвои декларацијата за осуда на воените напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Со таа декларација Македонското собрание јасно ја осуди воената агресија и нападите врз Украина и повикавме на почитување на нејзиниот суверенитет и територијален интегритет. Воедно ја оцени руската агресија како неоправдан чин и како еклатантно кршење на меѓународното право која загрозува европската безбедносна архитектура и мирот на европскиот континент.